Значи, јас би сакал само да замолам, кога господинот Минов, како председавач со денешната седница, се обраќа, да знаеме што е тоа, дали е процедурално, дали е водење на седница, дали е дискусија, дали е реплика, дали е контрареплика и адекватно деловнички да се применуваат правилата кои што треба. Ако е реплика, контрареплика или говор, господине Минов, ве молам, рамноправно со сите нас, си имате слободата, си ја доделите говорницата како председавачи, да го почитувате тоа, за да можат и луѓето кои што се вработени во администрација, кога ги прашуваме што е ова, да знаат да кажат. Кога дискутирате, да има време, да знаеме дека и вие имате исти права како нас околу времето, можностите и така натака. Не навлегувам во содржината, содржината е ваша индивидуална. Само да се докажам. Тоа ми е првата поента од процедуралното. Значи, околу содржината реков, не навлегувам, ваше право, ваше слобода, граѓаните не гледаат, не ценат, не мерат. И втора работа да замолам, во овие 7 дена веќе со 7 пратеници на ВМРО имате влезено во дуел, почнувајќи од колешката Пемова првиот ден, па поред со колешката зад мене, со колегата и така натака. Ние сега на брзина направивме една консултација, дали во овие 7 дена, вие како условно кажано опозицијски пратеник, бар еднаш влеговте во било каков дуел со колегите од СДСМ, апсолутно никој не памти таква работа. Во тој дух би сакале да ве замолиме, во име на сите присутни тука, бар следниве 3 дена да не влегувате во дуел со пратениците на ВМРО ДПМН, не заради тоа што сме колеги, сме соработувале, сте влегле, така е Владко, сте влегле во парламентот на листа заедно со нас. Од тој аспект, тоа што го практикувате спрема колегите од СДСМ, практикувајте го и спрема нас. Значи не бараме повеќе, иако како опозиција може би имаме право плюс кога се разгледува ребалансот, не, ќе бидеме задоволни ако вие успеете односот спрема колегите од СДСМ да го примените и спрема нас. Благодарам.